Сеидбата на оризот во Кочанско е прекината и од серија причини таа доцни како никогаш. Освен времето кое никако не им оди во прилог, тие се судираат и со други огромни проблеми. Неичистени вади, неичистени канали, бентови сега се не фаќат, тие се фаќа 5, 15, 20 дена. Што значи производството е загрозено, сеидбата е загрозена и мислам дека ако со овој темпо има површини, џабе да ги семе ние после 25-ти. Освен тоа, тврдат земјоделците, на нив животот им го загорчил и акционерското друштво Водостопанство. Водата на ден Великден, на најголемиот верски празник, неколку површини беа натопени за луѓето да не можат да влезат во нивите, не испрскани против плевели. И сега фактички ние да имаме дополнителни трошкови. И питање е, тај препарат е еден од битните за подобро производство. Значи животот на оризопроизводителите земјоделци ќе биде тотално загрозен. Поради тоа, пред нив предстои сезона која за нив може да биде со катастрофални последици. Со ова темпо, производство ќе биде преполовено, тоа биде 100% сигурно. Значи не испрскани ниви, а не чистени канали, значи кошно. Значи проблемот ќе биде, ние ќе имаме катастрофални загуби. Верувајте го тоа. Него јас си поставувам прашање кој ќе надокнади значи нашата штета. Од Водостопанство Кочани за посочената ситуација велат. Согласно роковите водата е пуштена по вадите. Беше блокатирано секаде и не можем да кажем дека сите земјоделци не беа спремни. Дел од нив не беа спремни, не им беа спремни површините за сеидба. Заменик техничкиот министар Цветан Трипуновски е запознат со проблемот. Доби ветување од директорот и едноставно и со сите ресурси кои што ги има од општината да се завршат сите обврски, едноставно да сеидбата не досни. Затоа што знаете дека секоја задоцната сеидба има намалено производство, други проблеми, односно имаме ситуации кои што ќе се одразат негативно врз оризопроизводителите. Јас со мојот тим од мојот кабинет секојдневно ги следим активностите, дури денес во денешниот ден имам пратена екипа која што треба да ги посети директорот на Кочанско поле и директорот на Свети Николе, се со цел да се следи работата дали навремено ќе се завршат сите обврски. Така да мојата обврска е да го следам процесот и ќе дадам се од себе и оваа година да нема застој во делот на снабдување со доволна количина на вода. Во Кочанско-Виничкиот регион под ориз секоја година се сеат над 3500 хектари, што е екзистенција за исто толку семејства од овој регион.